ве информирале членовите на ДИК од СДСМ за надоместоците кои што ги добиваат и како вие го коментирате овој начин на работа на ДИК? Добро, еве вака, се работи за исклучителни професионалци кои што имаа сериозна улога во едно сериозно време и ја завршија професионално. Одлуката што ја донесоа знам дека е законска, но веројатно не е морална и не е етичка. И заради тоа денеска јас го поздравувам чинот кој што го поднесоа сите, а тоа е враќањето на парите назад во буџетот, а истовремено и поднесоа лична одговорност како морален чекор, веројатно заради критиките на јавноста и заради тоа пред кое што беа исправени. Се работи за професионалци за кои што јас сигурно ќе водам грижа и понатаму, но истовремено испратија сериозна порака на морално и етичко однесување, кога јавноста знае да реагира, веројатно заради нетранспарентноста на одлуката која што ја донесоа и веројатно заради тоа што претходно не ја информираа јавноста за намерата која што ја постигнаа преку искористувањето на тој член 19 кој што им овозможува дополнителни надоместоци. Дали сметате дека треба да се промени законот и да не се продолжи ваква пракса и понатаму? Секаде каде што законот остава можност за, би го нарекол, дискреционо право на поединец на институција, треба да биде на тапет на јавноста. И мене ми е драго што Македонија е разбудена. Јавноста реагира и знае за сите слабости на системот, само така можеме да се избориме против сите слабости на нашето општество. Јас верувам истовремено дека постојат и механизми на наградување на луѓето кои што се заложуваат и дават придонес за тоа што го работат и тие методи на наградување и мотивирање треба да постојат во општеството, како што треба да постојат методите на санкционирање и казнување. Ма дали сами за себе треба да одлучуваат? Апсолутно верувам дека треба институциите кои што ги формираат, кои што ги бираат, треба да одлучуваат за наградувањето, не само за случајот со ДИК, туку и за сите други институции. Јас верувам дека судиите треба да бидат доволно платени, мотивирачки и соодветно наградени од институција која што ги бира, или инспекторите кои што ги вршат контролите на сите слабости во општеството. Треба да бидат доволно мотивирани и стимулирани, а сите оние кои што се однесуваат лошо кон задачата да бидат соодветно санкционирани. Само на тој начин ќе имаме корективи во општеството. Бидејќи и во Министерството за одбрана беше голем проблем со делење на тие такви средства, аванси, невраќање на аванси, дневници непотребни. Дали до сега е откриена некоја малверзација од како вие сте министер, од луѓе кои се поставени од вас? И поднесоа членовите на ДИК оставка, да, меѓутоа функционерот кој вие како влада го поставивте, директорот на Агенцијата за развој на туризам уште не е разрешен, не е сменет и е поднели си зел за право да си патува на начин кој не е соодветен со неговата позиција. Што ќе правите со она? Фактички 4 прашања изгледа. Јас кажав една реченица, која мислам дека така не беше успат кажана. Реков, примерот кој што го имаме сега со членовите на ДИК е одлука на 2 членови на ДИК. Меѓутоа, со тоа испраќаме и порака како влада дека ќе носиме одлуки и дека таквото однесување нема да го толерираме. Одлуки се носат на седници на влада и некои од овие теми веќе ги имаме отворено. Не е прашањето 1 или 2 или 10 примери, битно е сите избрани функционери во владата и од владата да знаат дека нашето однесување и нашите одлуки секојдневно се на тест на јавноста. И дека секој од нас мора да може да ја одбрани одлуката ако одлуката се брани. Ако не се брани одлуката, ако ја криеш одлуката, тогаш очигледно е погрешно донесена одлука. За погрешно донесени одлуки во оваа насока, владата ќе влече потеси и ќе покаже дека не сме исти.